Почитувани, вие сте со телевизија Нова. Во наредните минути наш и ваш гостин е гувернерот на Народната банка, господинот Димитар Богов. Гувернере, ви благодарам што сте во студиото на телевизија Нова. Благодарам и вам на поканата. Вчера Централната банка ги објави најновите проекции, априлската проекција во која ги изнесе податоците и очекувањата за растот на македонската економија. Се очекува раст од 2,5%. Главни фактори на економскиот раст ќе бидат извозот и личната потрошувачка. Кои се проекциите до кои дојде Народна банка и кои ги сподели со јавноста? Точно така. Вчера ги објавивме редовните проекции, кои што два пати во годината ги правиме, на пролет и на есен. И секогаш правиме споредба со претходната проекција. Овој пат утврдивме дека во однос на проекцијата која што беше во октомври, малку се променети околностите. Во октомври ние очекувавме дека после изборите во декември ќе стартуваме годината со политичка стабилност и дека во текот на годината ќе имаме политичка стабилност. И затоа во октомври планиравме, проектиравме раст од 3,5% за оваа година, но сега, бидејќи пола година помина, ние се уште имаме политичката нестабилност која што ја имавме претходните 2 години и нашето очекување е дека во најдобар случај ќе имаме благо, постепено стабилизирање до крајот на годината. Ова година растот го ревидиравме надолу на 2,5%, а за идната година растот е ревидиран повторно надолу од 3,5 на 3,2%. Дали надолната проекција на економски раст се должи на политичката криза која предолго траеше и трае се уште во земјава? Да, тоа е основната причина, како што кажав, ние очекувавме дека ќе ја почнеме годината со политичка стабилност и ќе имаме политичка стабилност во текот на годината, но тоа не се случи и треба да бидеме многу оптимисти за да очекуваме дека во текот на годината ќе имаме ние политичка стабилност во остатокот на годината. Кои се главните ризици кои ги детектира Народната банка? Значи, главните ризици се домашниот политички амбиент, исто така меѓународниот амбиент, каде што исто така констатиравме малку влошени околности, така да кажам. Прво е Брекзитот, значи излегувањето на Велика Британија од Европската унија, преговорите кои што почнуваат, гледаме дека таму има турбуленции кои што можат да предизвикаат одредена штета на економскиот раст во Европа, а и на главните светски економии. Исто така, тука се оние тенденции кои што се појавуваат последно време за протекционизам во светот, како и побрзото затегање на монетарната политика на американскиот ФЕД. Сето тоа се фактори кои што се одредено влошување во однос на она што го очекувавме при правењето на октомвриските проекции. Но, да кажам, има и позитивни промени, значи подобри очекувања во однос на она што беше во октомври, и тие главно се врзани со, на домашен план, посилниот раст на извозот од оној кој што го очекувавме во октомври. Еден фактор се новите капацитети, кои што многу побрзо го зголемуваат својот извоз отколку што очекувавме, а вториот фактор е традиционалната индустрија, која што расте побрзо, се закрепнува како резултат на подобрите цени на светските берзи на металите, кај металната индустрија, а кај останатата индустрија посилната побарувачка во Европската унија. И вториот фактор е посилното закрепнување на светската економија, а особено европската економија, во однос на она што беше очекувано есента минатата година. Извозот расте благодарение на странските инвестиции, да очекуваме дека тие нема да се намалат и дополнително можеби ќе ја билдаат оваа бројка. Да, извозот ќе продолжи да расте, тој е одличен и овие нови капацитети кои што влегува последните 10 години навистина правија крупна структурна промена во македонската индустрија и македонскиот извоз. Како што велите вие, македонската економија не е имуна и на случувањата пред се на политичката стабилност дома, но и на случувањата во светот. Затоа и се очекува сепак ќе се следат сите тие текови, а сепак постои оптимизам дека македонската економија ќе се врати на добар пат. Тоа што засега може да се каже е дека банкарскиот сектор е стабилен. Дали се очекува дополнително намалување на каматните стапки? Кога говориме за каматните стапки, неколку фактори влијаат на нив.
и треба да видиме како ќе се одвиваат, како ќе се развиваат тие фактори во наредниот период. Значи, еден фактор е основната каматна стапка на Народната банка. Друг фактор е како ќе се движат каматните стапки во еврозоната, за кое што сме ние врзани и многу е значајно да се зачува тој паритет помеѓу нашата каматна стапка и каматната стапка на Европската централна банка. Трет фактор се, да речем, конкуренцијата на домашниот пазар. Четврти, ефикасноста на банките, како тие управуваат со нивните трошоци. Имајќи го сето тоа предвид, ние последниот период имавме надолен тренд и намалување на каматните стапки. Меѓутоа треба да бидеме реални дека при крај сме на тој период на релаксирана монетарна политика генерално во светот. Американскиот ФЕД веќе започна со зголемување на каматните стапки. Кај Европската централна банка тоа се очекува некаде во втората половина на наредната година. Првата половина тие ќе започнат со завршување на програмата за вбризгување дополнителна ликвидност, а потоа и со каматните стапки. И секако ние го следиме тоа. Но исто така ги имаме предвид и движењата во екстерниот сектор кај нас дома. Значи, каква е состојбата во платниот биланс, каква е состојбата на девизниот пазар. Во изминатите години имавме исклучително поволни движења на девизниот пазар. Една од причините, ако не и најзначајна, беше и намалувањето на трговскиот дефицит поради новите извозни капацитети. Доколку продолжи тој тренд, значи ние од тој аспект ќе имаме поволен амбиент за одржување на ниска каматна стапка. Но све зависи како ќе се одвиваат тие работи. Генерално, ако можам да кажам, имајќи ги предвид сите фактори, веројатно сме при крајот на тоа намалување на каматните стапки и прашање на време кога тие ќе тргнат нагоре. Сите овие сигнали упатуваат дека не може во наредниот период да се очекува дополнително релаксирање на монетарната политика, која, како што рековте и досега, веќе каматните стапки одеа во надолна линија и дека можеби ова е најнискиот праг кој што може да си го дозволиме. Можеби, но зависи. Ако се подобрат условите, што значи да се намали таа премија за ризик меѓу нашата каматна стапка и каматната стапка во еврозоната, тогаш можно е, можеби, да одиме и подолу. Но за тоа да се случи, потребни се подобри, уште поголеми подобрувања во екстерниот сектор, значи во извозот. Подобрување на тој сооднос извоз-увоз, подобрување на состојбата во тековната сметка на платниот биланс. Последните 7 години имаме дефицит од 2%, што е исклучително ниско ниво. Историски ние имавме околу 6%. Сега ако успееме уште повеќе тоа да го подобриме, да дојдеме на нула, што значи да имаме поголем извоз на производи, на услуги, тогаш ќе имаме подобри услови за водење на монетарната политика и тогаш таа премија за ризик меѓу нашата каматна стапка и каматната стапка на Европската централна банка може да биде пониска. Така да и во случај кога ќе расте каматната стапка на Европската централна банка, а ќе расте некаде од крајот на наредната година, можеби ние нема да одиме со тоа темпо. Но од друга страна, ако се влошува состојбата со извозот, со платниот биланс, тогаш може и да се зголемува таа премија за ризик. Сепак ќе видиме како ќе бидат тековите и дома и надвор. Народната банка се грижи за ценовна стабилност, колку и натаму може да речеме дека денарот и покрај сите турбуленции кои се случува дома е најстабилната домашна валута и дали натаму граѓаните најмногу му веруваат и штедат во денари. Денарот е единствената домашна валута и тој е стабилен во последните 20 години. Народната банка покажа дека може да ја задржи стабилноста на денарот во секакви услови и при секакви шокови. Последен беше шокот од минатата година, ние ја задржавме стабилноста, не дозволивме нарушување на состојбите и тука не треба да има воопшто сомневање. Народната банка има прва и основна цел во законот за Народна банка одржување на ценовната стабилност. А тоа ние го правиме преку стабилниот курс на денарот. И Народната банка е посветена на тоа и ќе го испорачува тоа и во иднина. Втората цел е стабилноста на банкарскиот сектор
и тоа го обезбедуваме во континуитет и ќе продолжиме да го обезбедуваме и во наредниот период. Така што не треба воопшто да има сомневања околу она што е во надлежност на Народната банка. Каква е депозитната база во моментов? Депозитната база е солидна, но мораме да признаеме дека последните 3 години во кои што имаме политичка нестабилност, депозитите трпат. Значи, растот не е толков колку што беше претходно. Ако традиционално во Македонија депозитите растеа некаде по 7 до 10% годишно, последните 3 години таа стапка се сведе некаде на 4 до 5%. Тоа е тој, така да кажам, данок од кризата. Очекувате ли вие лично како гувернер на Народната банка стабилизирање на целокупната економска состојба? Многу ќе зависи, значи економските фундаменти се добри, се солидни. И тука немаме ние дилема. Последните години постојано тоа го нагласуваме. И токму поради тоа, дури во услови на политичка криза, економијата испорача умерен раст, јас би рекол. Но клучното е окружувањето. Во основа политичкото окружување кое што го имаме еве веќе 3-та година поред. Тука ни е потребно стабилизирање и подобрување. Ако тоа го имаме, економијата ќе може да расте и побрзо. Како во иднина ќе се координираат фискалната и монетарната политика? Досега, како гувернер, соработувавте добро со министерот за финансии. Очекувате ли натаму добра координација и соработка? Координацијата на монетарната и фискалната политика е неопходност. Значи, од таа координација обете имаат корист. Значи, корист е обострана. Од друга страна, несоработката, некоординацијата нанесува штета и на монетарната и на фискалната политика. Монетарната политика секако ќе се прилагоди на фискалната политика и ќе ги исполни своите цели. Но, доколку има добра координација, тогаш цената за исполнување на тие цели ќе биде многу пониска. И затоа е неопходна соработка и координација на монетарната и фискалната политика. Јас очекувам да имаме добра координација во наредниот период, меѓутоа за танго се потребни двајца, како што викаат. Еве денес повторно читам некој политички памфлет во кој што се манипулира со вчерашната моја пресконференција. Тоа не е добар сигнал. Зошто? Кој сака да и наштети или да наштети на имиџот на Централната банка? Централната банка во Законот за Народна банка е добро дефинирана како независна институција и добро се предвидени сите механизми за заштита на независност. И Централната банка преку тоа што успеа и во услови на политичка нестабилност да ја задржи макроекономската стабилност и стабилноста на банкарскиот сектор, дури банките да остваруваат и да го зголемуваат, да зголемуваат својата профитабилност при одлична ликвидност, при одличен капитал, покажува дека Централната банка ја испорачува таа своја функција и не е под влијание на никого. Дали некој сака да наштети или не, јас не би можел да кажам и не би сакал да зборувам, не би сакал ни да помислам дека некој сака да наштети, бидејќи штетата на Централната банка е штета на целокупната економија и на сите граѓани. Така е, да очекуваме стабилизирање на економијата во наредниот период и да очекуваме дека овие априлски проекции кои што ги објави Народната банка ќе се реализираат и нема да има повторно надолна корекција. Останува да видиме, значи ние 2 пати во годината ги ревидираме нашите проекции. Ќе видиме како ќе се развиваат настаните до октомври. Во октомври ќе извршиме нашата наредна рунда на проекции и тогаш на почетокот на ноември ќе излеземе со новите видувања. Сакам да бидам оптимист дека ќе се подобрат околностите и дека тогаш ќе може да излеземе со ревизија на нашите проекции нагоре. Ви благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Нова и еве за ова интервју кое го дадовте за нашиот медиум. Благодарам и беше задоволство.
Почитувани, го слушнавте разговорот со гувернерот на Централната банка Димитар Богов. Зборувавме за најновите проекции кои што ги објави за Народната банка за движењето на македонската економија. Сепак гувернерот е оптимист дека економијата ќе се стабилизира, но сепак секако за тоа е важна и политичката стабилност. Се очекува да има добра координација помеѓу монетарната и фискалната политика. Ве поканувам и натаму да останете со телевизија Нова. Најнови информации имаме на секој час, а не заборавајте да го посетите и нашиот интернет сајт tvnova.mk.